Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Годинава нема жртви во сообраќајки на подрачјето на СВР Тетово, но за 6 месеци 42 лица биле удрени од автомобил. Изјавите на челниците на власта дека треба да се истражуваат функционерите во земјава за корупција се цинични и неодговорни, реагираат денес од движењето Беса. Прегласната музика во угостителските објекти ги вознемирува другите граѓани, пред се оние кои живеат во близина. СВР Тетово со апел до сопствениците да внимаваат на јачината. Пешаците најризична категорија во сообраќајот. Годинава нема жртви во сообраќајки на подрачјето на СВР Тетово, но за 6 месеци 42 лица биле удрени од автомобил. За зголемување на безбедноста ќе се поставуваат камери. Во првата половина од годинава на Тетовско-гостиварското подрачје има вкупно 42 повредени пешаци во сообраќајни несреќи, само еден помалку од минатогодишната бројка. 7 од нив се здобиле со тешки телесни повреди. За среќа нема жртви, наспроти 2 истиот период лани. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при неодамнешната посета на СВР Тетово рече дека има подобрување на безбедноста во сообраќајот во земјава, потпирајќи се на статистички податоци. Ние имаме минатата година издадено 186.000 патни налози прекршоцни кои што сториле прекршок и за кои што биле казнети. Меѓутоа, ако ги споредиме бројот на жртви во сообраќајот, што е најтрагично нешто, сме имале 2013 година приближно 200 жртви во сообраќајните незгоди. Минатата година ја завршиме со 104. Тенденцијата секое време да се намалува. Меѓутоа, податоците статистички покажуваат дека овој сегмент на репресивно делување, на превентивно делување и така натаму, на изброј на контроли имаме намален број на прекршоци. Тоа покажува дека се повеќе луѓе внимаваат во овој дел. Според Спасовски, важно е сите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, а за да нема селективност и нетранспарентност, туку напротив да се преземат сите мерки за зголемување на безбедноста. Во ресорното министерство во тек е имплементација на проект за електронско следење. Секако дека проектот кој што го најавувавме за воведување на камери, електронско следење на сообраќајот, тој ќе биде во имплементација и во текот на до крајот на оваа година. Јас очекувам дека ќе го имплементираме целосно проектот во кој што и целиот град Тетово е офатен и тогаш ќе имаме и поинаков пристап, би рекол, европски во овој дел, да немаме селективност, да немаме нетранспарентност, туку напротив да се направат сите потребни мерки да се преземат за да таа безбедност во сообраќајот биде на едно повисоко ниво уште. Минатогодишните податоци покажуваат дека од вкупниот број на загинати лица во сообраќајни незгоди, од 25 до 30% се пешаци. За состојбите во правосудството и јавното обвинителство денес на пресконференција реагира од движењето Беса. Оттаму побара судството конечно да биде независно. Правдата во Северна Македонија е пропадната, како што е пропадната ова влада на корумпирани политичари предводена од СДСМ и ДУИ. Корупцијата, политичките влијанија, недостатокот на ефикасноста и професионализмот направија довербата на граѓаните во органите на правдата да биде само 3%. Движењето Беса долго време и континуирано ја изразува својата загриженост за лошата состојба на судството и повикува на негова независност од корумпирани политичари. Ваквата констатација ја потврдува и изјавата на американската амбасадорка која изјави: кога станува збор за напредокот во судството, ние сме разочарани. Во последните 30 години сме инвестирале половина милиарда долари во програми за владење на правото и добро владење, но не гледаме подобрување.
и реформи што би можеле да ги очекуваме со толку голема инвестиција. Слична загриженост изразија и амбасадорите на Европска Унија и амбасадорот на Оландија, кои покрај изјавите со која ја изразува својата загриженост за лошата состојба во судството, презедува и конкретни чекори кон повлекување на средства и откажување на проекти поврзани со владењето на правото. Но, и покрај овие вознемирувачки и многу сериозни изјави на највисоките дипломатски представници на најмоćните сојузници на Република Северна Македонија за состојбите и положбата на судството кај нас, премиерот Димитар Ковачевски и првиот човек на ДУИ Али Ахмети цинично и целосно неодговорно се изјаснуваат дека криминалот и корупцијата треба да се истражува. Но од кого да се истражи? Кој ќе ги следи корумпираните политичари потопени во криминал и корупција? Ислам Абази, главниот обвинител за гонење организиран криминал и корупција, кој има повеќе фотографии со братот на првиот човек на ДУИ и други функционери на ДУИ, отколку со членовите на неговото семејство. Од синот на спикерот Ала Џафери, функционер и најважен експонент на ДУИ, или од други ваши политички експоненти кои ги тешевте, ставајќи ги на различни позиции во органите на правдата. Затоа многу е јасно дека само декларативно повикувате на истрага за корумпираните политичари кои ги имате во вашите редови, затоа што сте многу сигурни дека тие што треба да го истражуваат и гонат криминалот и корупцијата се оние кои сите до еден се во вашиот круг. Како резултат на стравот од отстранување на властата, почнавте да ги тешете вашите роднини, давајќи им клучни позиции во органите на правдата, за еден ден да ве штитат од кривично гонење. А сега парите на криминалот и корупцијата почнавте да ги инвестирате во приватни бизнеси кои сте ги подигнали користејќи ги природните ресурси на нашата земја. Но грешите, затоа што движењето Беса од првиот момент на преземање на власта ќе бара правда и конфискација на имотот што сте го стекнале на сметка на народот, бидејќи албанците во Северна Македонија заслужуваат правдата и вистината. Движењето Беса смета дека граѓаните на Северна Македонија заслужуваат правосудство и влада чии постапки ќе бидат транспарентни и ќе им служат на граѓаните, бидејќи само вистинскиот правосуден систем може да се смета за камен темелник на функционална демократија. За да имаме независно, ефикасно и транспарентно судство, сметаме дека на земјата е потребна нова, некорумпирана влада, со способни луѓе со морален и професионален интегритет и визија да ја водат државата. Следуваат информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 24-годишниот МТ од Тетовско Долно Палчиште вчера вечер во 20 часот и 30 минути пријавил дека на бензинска пумпа на регионалниот пат Скопје-Тетово, пред влезот за Тетовски Групчин, каде бил вработен. Физички бил нападнат од БС 57 годишен од Тетовски Копачин дол. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска околу 1 часот и 35 минути во угостителски објект во Тетовско Желино, полициски службеници на СВР Тетово ги привеле странските државјанки. ВС 28 години, поради сомнение за злоупотреба на туристички престој, и АГ 32 години од Португалија, како и НА 32 години од Украина, поради сомнение дека престојувале спротивно на целта. Трите странски државјанки задржани се во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 39 годишна тетовка ноќеска во 2 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавила дека вечерта околу 23 часот и 30 минути нејзиниот сопруг А е 46 годишен физички ја нападнал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска во 1 часот и 10 минути, СЈ 41 година од Скопско Радуша во СВР Тетово пријавил дека на улица Маршал Титово Тетово бил каснат од куче скитник.
36-годишниот тетовец ПЗ вчера во 11 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Благојатовска во Тетово исто така бил каснат од куќа скитник. Вчера околу 15 часот и 45 минути во Гостиварски Добридол полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода БА 33 години од ова село, кој претходно бил пријавен од неговиот 45 годишен соселенец СБ, дека се однесувал агресивно кон него и дека му се заканувал со дрвен предмет, кој нешто подоцна му бил пронајден и одземен. Се расчистува и документира случајот и против БА ќе следува поднесок. Вчера во 11 часот 22 годишниот гостиварец ДД во СВР Тетово пријавил дека околу 3 часот и 30 минути пред угостителски објект на улица Живко Брајковски во Гостивар физички бил нападнат од ТМ 22 години исто така од Гостивар. Се расчистува случајот. Вчера на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акцијска контрола за брзината со која се движат возилата. Во неја вкупно биле откриени и санкционирани 36 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор и 28 во населено место. Вчера од 16 до 22 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола за брзина со која се движат возилата, а во која вкупно биле откриени и санкционирани 36 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место. 32 во Тетовско и 4 во Гостиварско. 3 од нив пречекориле за повеќе од 70 км на час, а 13 за 50 до 70 км на час. Покрај ова биле санкционирани 28 пречекорувања во населено место, 18 во Тетовско и 10 во Гостиварско, од кои 8 за повеќе од 50 км на час од пропишаната брзина. При контролата исто така санкционирани биле и 95 други видови сообраќајни прекршоци, 35 во Тетовско и 60 во Гостиварско. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите да не возат прибрзо и недоволно одморени, затоа што ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. На возачите им се советува навреме да ја проверат техничката исправност на возилата, особено ако планираат патувања на подолги туристички дестинации и да не консумираат алкохол, затоа што алкохолот им ја намалува способноста и концентрацијата за управување. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до сопствениците на угостителските објекти да внимаваат на јачината на музиката која се пушта во нивните локали. Во спротивно, како што дополнуваат од секторот, може да се соочат со ригорозни парични глоби. Со започнувањето на летната туристичка сезона, покрај другото на подрачјето на СВР Тетово, осетно зголемена е раздвиженоста и во најголемиот број од угостителските објекти. Во многу од нив, претежно за викендите, се организираат секакви забави, но и други вечерни дружби, неретко проследени и со прегласна музика. Прегласната музика непосредно ги вознемирува другите граѓани, пред се оние кои живеат во близина на угостителските објекти, а посебно оние кои живеат во објекти кои се наоѓаат во приземјата на станбените згради. Оттаму секторот за внатрешни работи Тетово, чии полициски службеници изминатиот викенд за прегласна музика санкционираа неколку угостителски објекти во Тетово. Повторно апелира до сопствениците на кафулињата, дискотеките и другите угостителски објекти да внимаваат на јачината на музиката што ја пуштаат во нивните локали или ја свират музички групи. Во спротивно, тие ќе се соочат со законски предвидените поднесоци и со парична глоба, која согласно член 8 од Законот за прекршоци против јавниот трети мир се движи од 50 до 100 евра во динарска противредност за физичко и од 50 до 6000, односно 10.000 евра за правно лице, зависно од големината на истото и плюс 50 до 500 евра за неговото одговорно лице. СВР Тетово ги потсетува угостителите исто така да не дозволуваат престој на малолетници по законски предвиденото време, ниту нивно послужување со алкохолни пијалаци, а зашто можат да бидат и кривично гонети. СВР Тетово во наредниот период ќе продолжи со контролни активности во рамките на безбедно лето 2023 и сите констатирани прекршоци соодветно ќе ги санкционира.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!